Нема да сгрешам ако кажам дека во продолжение во утринската на Телма ќе се дружиме со еден од најдобрите женски вокали овде во Македонија, кој што досега и засега ги имаме. Така што, Александра Јанева, ти благодарам за доното време и што ни се придружи денеска во ова издание. Секојаш е задоволство, Ненад. Тука го пиев првото кафе, одлично се чувствувам. Знаеш како дома. Да, често си се дружиме, нормално кога има нешто ново. И драго ми е што изненадуваш, нели, за брзо време, онака како што ти си планираш со нов спот, нова песна, така што поводот ни е тоа, да го промовираме новиот спот и новата песна и новиот хит, како што велиме, нели? Се надевам. На Александра, имаш убав наслов, утрото ќе промени се. А кога некако се врзано со утринската, така ли? Така. Спомена првото утринско кафе, тоа значи дека се уште си не си ранобудник, доцна стануваш? Тоа значи дека вчера легнав многу касно и од 20 станав се бајле. Алармот го пренавиав неколку пати. Имаше настап или? Имам, да. Имаше настап. Генерално се будиш порано или сакаш да се спиеш? Се уште си во таа фаза од животот? Па знаеш како, кога легнувам касно, станувам малце покасно. Добро, кога има настап, генерално вака. Меѓутоа не спиам многу, право да ти кажем, спиам околу 5-6 сати, така што не спиам до многу касно. Ја сакаш ноќта како мир за себе или, пошто велиш 5-6 сати, секогаш доцна легнуваш и кога немаш обврски или утрото сакаш да те го почнеш порано? Па тоа е вечна борба, да пробам да си легнам порано. Не, јас, например, порано... Ама некако не ми успева. Некако, знаеш, мирно е, никој не те вознемирува, никој не ти врти, зборуваме за, нели, после полнок и некако си го наоѓаш мирот, си се концентрираш во тој порано. Сега мирот си го наоѓам кога доаѓам во 5 са бајле. Не си доволно уморна. Не си доволно. Да. И навика си е, но во секој случај не можеш да го ускладиш времето на легнување, станување, кога работиш во она што ти го работиш, меѓу другото и во локалите нокни, каде што кога имаш обврска седиш до рано утрото, друг ден. Да, во секој случај во текот на неделата се трудам колку што можам порано да легнам, затоа што ми смета на енергијата, знаеш, кога легнуваш покасно сепак не е ист сонот. Јасно. И кога ќе станеш, тоа пладне поминало, денот отишол, рекле се спие кога е темница, така ли? Да. Океј, некако така почнав заради тоа што ми рече прво утринско кафе, кафе љубец си? Да. Си пиеш кафенце? Многу, да. Да, добро. И некако и тоа е убав ритуал за сите оние кои што нели сакаат кафенце. Ги спомна настапите, веќе се букингот почна да работи, односно планот се направи за летово. Па не може до крајот на летото. Имаме уште некои термини кои што ги договараме еве периодов, меѓутоа генерално не сочено си се уште на тоа настапи по вокали, диско. Да. Секој викенд си патуваме, си се забавуваме. И така, стандард, во круг. Да, колку успеаш репертуарот да го пофатиш со новите стилови и она што мора да го вметнеш и се наметнува во... Па знаеш како, мораш да се адаптираш. Јасно, мораш да се колку успеаш и адаптираш. колку тоа ти пречи, да речеме. Сега има песни кои што верувам дека не секогаш радо сакаш да ги пееш, а треба да ги испееш затоа што се нели или повеќето од луѓето присутни во клубот ги сакаат? Да, генерално си држам до себе, не е дека пеам нешто што не сакам да го пеам. Го пеам она што сметам дека ми лежи, она што мислам дека ми се поклопува со мојот сензибилитет, со тоа каква музика јас вадам, така што не бегам премногу од она што сум јас. Не би променила стилски нешто? Ако мислиш на турбо фолк, не, на турскама работа на турбо фолк. Стилски од она што го правиш, да речеме, во некој друг ритам, во некој друг стил. Да, дефинитивно, затоа што јас сум позната по повеќе балади. Ја знаеш дека за да направиш забава не можеш да пееш само балади. Имам многу динамични песни, имам доста песни од регионот кои што ги пеам, кои што ете да речеме порано кога сум била помлада не сум ги пеела. Порано репертуарот ми се состоеше генерално од странски песни и македонски. Но сега се сменија работите, пеам најмногу македонска музика, српски ексиу хитови, така како она што го бара публиката, тоа ќе го пееш, нормално. За да те викаат и за да бидат задоволни сите, нели, тука, од клубот до луѓето кои што дошле да те слушаат. Во некој твој стил, да. Јасно, и на крај крајава ти. Имаш одлична соработка со Лазар и продолжуваш и дел си од, можеме слободно да кажеме, нивниот тим, Лазар и неговата сестра, нели? Така што навистина и успешно ви оди сето тоа со сите оние синглови кои што ги издават. Да. Кој повеќе има, да речеме, што се однесува до создавање новите песни, сугестии? Тие
како тим, кој што ти викаат Александра, дој да чуеш и да отпееш, или врз основа на некој твој барања, приказна, Со Ена се уште инспирација? сме немале соработка за текст. Веројатно не се погодила правата мелодија за да и дојде инспирација да напише текст. А со Лазе, па некако взаемно оди тоа. Кога ќе одам во студио, знаеш, битно е само да донесам позитивна енергија. Не, знаеш што ме интересира тој момент кога се кликнува. Во смисла наменски викаш чекај поминаа 3-4 месеци ми треба нова песна, одам кај Лазе да испиеме едно кафе и да се договориме, или Лазе тој кој што вика чекај имаме една песна, дојди да ти ја Знаеш пуштам. како најлесно го мотивирам Лазе? Кога ќе го изнервирам. Така? Аман Лазе кога мене ќе ми направиш Затоа нешто. јас сум, во принцип сум мирна, знаеш, не се бунтувам многу, меѓутоа тоа знае некојаш да бидам монотоно во студио и онака и двајцата мислиме и сега до кај сме со ова демо, до кај сме со онаа песна и ќе почнеме да правиме муабет и кога ќе почнеме да се контраме со некои теми, кога ќе го изнервирам за нешто, тогаш во секунда само се станува и кажеш чекај стој, имам идеја. И за 5 минути веќе го имаме поставено демото. Така. Оваа песна е и тајзи има вмешано. Да. Прсти. Така што ајде малку за тимот. Прва соработка со Тајзи, искрено сум воодушевена од тоа како се справи со текстот. Напише еден поразличен текст, многу понародски, така да кажам, и затоа мислам дека поголем дел од публиката се пронајде во овој текст. Плюс се зборува за една тема која што е многу честа кај секој од нас барам еднаш во животот доживеал некаква токсична релација, дали професионално, дали приватно, и интересно е што има две страни на приказната, има две приказни и во зависност од тоа во која емотивна состојба си во моментот, така и ќе ја доживуваш песната. Ако си тажен, меланхоличен и си поминал низ некој тежок период, ќе си кажеш па да, време е и јас да кажам доста, да ставам стоп, и доволно време и трпение потрошив на нешто што не треба да трошам. Или пак ако си среќен и позитивен, ќе си кажеш оставам се зад себе, се што било лошо зад себе, од утре вртам нов лист, утрото ќе промени се. Да. Од оние си кои што те инспирира, да речеме, генерално случувањето околу и сакаш и како јавна личност и како пејач, нели, да влијаш посебно кај младите, успеваш ли некако? Дефинитивно, мислам од почетокот на мојата кариера, твоите совети да ги присутна си на социјалните мрежи, што е битно, а таму се младите, да нели ги насочиш барем и со твоите размислувања. Колку си таму активна? Уште од стартот на мојата кариера некако песните ги правам така што гледам да носат некоја убава порака, која што ќе ги мотивира, инспирира, која што има некоја морална вредност во неа. Сега мораш да бидеш во теки со модерното време, знаеш, не можеш секојаш да пееш само за морал, некојаш мораш да пееш за нешто полабаво, за некои теми кои што да кажам не се толку филозофски, така што се адаптираш и го правиш тоа што во моментот чувствуваш дека треба да го правиш. Значи ако јас во моментот сакам некоја полесна песна, сакам само да пеам, а не премногу да филозофирам, тогаш правиме нешто поедноставно. Ако е време за балада, ако имам некоја тага во себе, тогаш треба ако носам некој товар, тогаш треба и песната нормално да биде потешка. Таква сум и на социјалните мрежи, не глумам. Природна сум и го правам и го објавувам оно што сметам дека сум јас, не бегам од себе и така мислам дека ќе остане видно. Ги спомна социјалните мрежи, сакав да, односно извадивме 5 фотографии кои што се меѓу последните, конкретно на твојот Инстаграм профил, и кои што ќе инспирира, да речеме, малку осврти муабет, нели, носат приказна. Една од нив беше кај што беше и без шминка и намерно ја ставивме, дека нели нема филтери кај тебе, ти си искрена, таа сум, но ајде кога ќе дојде на ред, не знам дали е прва или меѓу оние 5 кога ќе се појави. Ова е од едно твое меѓу последни патувања, така, каде беше, што беше? Патување во Италија. Ова ајде, нема да откривам. Што правев таму? Гаси слика, објавувам. Едно кратко, ама многу сладко патување. Приватно или Приватно, заедно со дечком, и тој имаше нешто професионално. Да не те побара? Таму работа не е рано. Добро. А јас си шетав и искористив нешто за себе. Така што за брзо ќе може да го видат тоа што сум го правила таму. Добро. И
Значи, работа со задоволство, убаво. За оваа слика пак ќе коментираме. Како сме ја погодиле сликава? Добро, има нешто. Ова е последно патување. Летово имаш време за оддишка? Да, веќе во јули одам на друго патување за кое што сум превозбудена. Каде ќе кажеш или не откриваме? Ќе кажам дека одам на концерт на еден светски изведувач во Виена. Одлично. Ајде следна. Еве фотографијата, нели, за која што зборувавме и веројатно треба да инспирира и во тој контекст на кој што споменав. Така е, да. Изминативе неколку години јас се борев со некои акни на лице, со проблеми со лице. Меѓутоа си го најдов мојот тимски Infinity кој што редовно се грижи овие години за мене и конечно можам да кажам дека слободно дишам. Да. Ти пречат оној нов тренд на филтри, непрепознатливост кај оние кои што се на социјалните мрежи, посебно девојките, нели? Па нормално дека сметам, Како гледаш на тоа, употребуваш филтри? Имам сретното. Секој од нас употребува филтри, да речеш дека не употребуваш, мислам дефинитивно лажеш. Меѓутоа се треба да биде во некоја граница, кога нели си го менуваат изгледот, тогаш тоа не е добро. Сега пак ќе кажам, пак мора да си во текст со модерното време, не можеш да не користиш филтри. Мислам можеш да не користиш, ама ете, ако се сликаш со некој другиот ќе ти каже и стави некој филтр, Да, малку, освежи слика. Така што, ете, не знам, јас сум за да користиш филтри тогаш кога сметаш дека треба да користиш, ама се тоа да биде во граница и нормално дека не треба да се плашиш да ја покажеш вистинската слика. Па е нормално, така да може да се познаеме на улица, нели? Така. Одиме следно. Еве еден од твоите настапи, нели? Кои што споменавме дека ќе бидеш актуелна и ова лето, нели? Да, ова е на отварање на летната тераса во Angels Cafe во Штип, си поминавме преубаво. Знаеш кога беше ова? Кога врнеше цела недела. И се мислевме какво ќе биде отварањето на летната тераса. Ама само тој ден, верувале или не врнеше, имаше сонце. Се дури не завршив со пење, откако завршив со пење, се истори дошли. Да измие, да изчисти кабличот. Добро, и ова е дел од снимањето, верувам, на новиот спот, така? Така е, ова е боксерскиот кафес, на пауза од снимање. За среќа, тука не се гледа дека веќе сум испотена од тренингот. Добро. Беше тоа еден напорен ден снимање, имавме околу 7-8 часа снимање само на оваа сцена, но буквално бев многу возбудена, многу ми беше интересно и се уште ми е интересно и затоа мислам дека и ќе продолжам со овие тренинзи бокс. Кикбокс, малце? Кикбокс. Добро, нема да раскажуваме приказната, секој нека си ја свати како сака, нели? Што се несува до новиот спот, сега режија може да го пуштите и да го погледнеме. Ти благодарам многу успеси, ќе се видиме наскоро. Тука си актуелна работиш, така што ти благодарам уште еднаш за одвоеното време. Благодарам тебе. Ви благодарам и на вас, почитувани гледачи, се разбира, имаме можност да се дружиме и утре во ново издание на Утринската, така што бидете со Телма и со Утринскиот тим. Секој добро. Yes.